Канада. Ова гледа таму далеку на почината Давеник. Ај се собрале сите, го спуштиле чамсите, го собрале Давеникот, целиот искиснат, намокрен, испечен од сонцето, гладен, жеден, и за никаде. Го качиле горе и го прибрале и сега капетанот дошол, вика да го праша. Абе, момче, ти што правиш во морето, како? Абе, ја беше на еден брод. Многу убав брод, не многу голем, така убав брод, средна големина и ние пловевме по морето, така пловевме едно 30 години и брод потона. Чекај бе, како потона бродот бе, 30 години пловел, потона бродот. Потона бродот бе, имаше некои неприлики, го удрија од доле, од горе, па карпи, па снег, па дожд, па замрзнати, овие глечери, мечери, све што има во морето и потона. Па што направивте вие да го спасите бродот? Му го сменивме, го префарвавме, му го сменивме името ама ништо, не успеа. Чекај бе, што сте имале да му мејат името на бродот? Бродот сте требало да го спакувате, да го направите силен, јак, цврст. Сега цврст, ние го направихме цврст, ама не беше цврст. Значи, ние мислеме да го направиме цврст, ама не беше цврст. Добро, дечко, ти што беше? Морнар нешто, што беше? Веслач, што беше на бродот? Чистач, кувар, коновар, што беше? Ја бех капетан. Чекај бе, како беше ти капетан? Така бе, ја бех капетан, ја раководех бродот. Чекај малце. Бродот потона. Потона. И сите со бродот потона. Сите там, колку бевме, не имаше многу не имаше, свакакви не имаше. Сите потонаа со бродот и ти, капетан, остана во морето. Само ти не потона. Да бе, јас капетанот не потона. Чекај, ти знаеш правилата во морето какви се. Капетанот прв тоне со бродот, сите други се спасуваат. Сега правила, имаше некои правила таму, ама правилата ги не ги направиме ние добро правилата и ја плюс не бех капетан, ја бех капетан у оставка. Чекај бе, како капетан у оставка, значи како може да биде капетан? Така, ја бех капетан у оставка, бродот потона и потона бродот и ја остана. Добре, дечки, кој си ти, што си уđe ти? Ми викат Зоке. А на кој брод ти беше бе капетан? Ми бех на тој Северна Македонија, предходно Македонија се викаше. Ето се спасих ја сега, што да правиме сега? Това е това. Бе капетане. Бакси, да ти го кажувам најдобриот виц за датумот. На овој на Заев и на овие зелениве опинци од влада, што го попушинила по 100 пат за датумот. Кога бивме млади, и знаеш, ние циганите сме многу расположени за секс, такви сме ебач. Ама имавме еден Заем Шабани, млад рум, што се правише многу голем ебач. Како нашиве политичари исто, само јадише гумна, некој изборуваше за дунди, за вакви, за такви, за бричени, небричени, дебели, слаби, тесни, широки, ау, како стручна. И кога го прашуевме, а не сме да не лаже на цигајте, мамо кршиме зубите, затоа што знаеме кој што е, абе му викаме, абе Заем,
ти ебеш нешто? А он ми даваше дипломатски одговор како вие со датумов, како владата. Абе брат, прошла година еднаш за малце, а оваа година поредко да ти кажам. Ај, еднаш за малце ќе е бил, а оваа година поредко исто како датумов. Така и овие нашиве апаши го добиваат датумот. И еден ден, кога на тоа Европската Унија кај што одиме ние азиланти го правиме лом, и кога на Бугарија ќе им дојде киф на куро што се вика, и кога ќе мора да дадат датум заради тоа што на Америка мора да му го попушат, Заев и овие зелениве оптимисти и опенци ќе се фалат како да го фатиле за цицка мис на светот. Толку ќе се фалат и прослави, мослави и све, а што ќе им да датум после 10 години бреј. Така и нашиот овој Заем Шабани, не сум го видел одамна. И он кога го фати нечмие за цицка, исто се фалеше, ни пукна главата. А таа нечмие пустата на сите ни даваше. Само него не му даваше. Мале, шо ми текна еден виц сега, додека сум со составката, додека се ебавам со овој гаши, маши, гледам да ги напрцам сите, ми текна еден виц. Абе, умрех се од смеење, цела ноќ се умрех од смеење, бе. Абе, многу добар виц, сега ќе ви го кажам. Значи, вицот почнува вака, вика, го прашуват Заев, демек Заев го прашуват, мен ме прашуват. Абе, Зајко, зошто ти се такива очите све помодрени? Се јавува Грујо и вика, такива му се очите, пошто е глуп. Кога слушал разговорите тие прислушувани од жуто комбе шоса, наместо слушалиците на уши да ги ставе, он на очи ги ставувал. Абе, шо да ти кажувам? Сега мале, ама го прашуват Грујо. Ми Грујо, а ти зашо ти се такви ушите, бе? И за никаде, бе, све помодрени. Ја ги ставувам слушалиците на уши. Зашо, бе? Па да не чуjem са бајле Интерпол кој ќе ме буде. И на крај многу е добар вица, растура вица, значи, јас сум се сакапал од смеење, многу е добар. Вика, го прашуват сега Али Ахмети, абе ти дека ги носиш тие слушалиците, дека ги ставаш да му ја по мајката? Он вика на јајцата. Дека бе на јајцата, бе, зашо бе на јајцата? Да не ми прават клик-клак кога бе ебам и теби, Грујо. After that, maybe I will regret, but simply as you must go in this direction, must go in this direction. What is the message of that? There is no alternative for us. We must move in this direction. Срамота е! Срамота! Абе, баци, да ти кажем еден виц. Отишел овој нашиот премиер од Муртино на доктор и му вика, абе, доктори, имам проблем со мозокот. Што ти е проблем со мозокот? Па оценувам, подмитувам, се заханувам, пуштам снимки, лажам, крадам, ама не можам да направам ново парламентарно мнозинство у собранието, бе. Па тоа нема врска со мозокот, вика докторов. Па ја викам дека нема врска со мозокот. А со што има тоа врска, бе, докторе? Па тоа не се лечи, тоа има врска со карактерот. Шо е, бе, тоа карактер, да не е англиски збор, кого да прашам, рекол премиеров. Па ќе си ги прашаш мајка ти и татко ти, му рекол докторов. Докторе, кој ќе иде сега за струмица? Утре имам оставка за поднесување и газ за спасување. Дај нешто препишувај. За мозокот ти треба или за карактерот? Па давај за двете, рекол премиеров. Земи си вазелин. Ами зашо е тој вазелин? Па откако ќе ти го среди карактерот, ќе почне да ти работи и мозокот. Ќе размишљаш повеќе за тоа што си правел и зашто.
Ау, отличен лек. Пиши една рецепта, рекол премиеров, много среќен. Леле мали, кога ќе му кажам сега на Филипче шо лек ми припиша неговиот колега и он ќе си го земе. Тендерот до душе за вазелин. Čuj, brate Rama, ja mislim da smo mi od Evrope zajebani. Oj, brate Vučiću, ja mislim da smo mi od Evrope zajebani, a ne zajebani. Male, masum ti je zajebao, сега ja će mu je kidnum, oni nek kršat glava, nek se opinjat, neka open Balkan. Абе, баци, да ти кажувам еден нов виц. Сакаш? Знаеш ли како ВМРО-вец вика мало сутра? Кама сутра. Абе, баци, да ти кажем един изборен виц, може? Сидат Заев и Шилегов у кафана после избори. И доаѓа овој Конобаров и ги прашува: добар ден, другари, зашто сте? За греута сме, му викаат двајца. Заев во едно населено место ги собира граѓаните, жителите на тоа населено место и вели: кажете ми два проблеми кои што сакате да ви ги решам. И првиот проблем кој што тие го кажале, рекле: господине Заев, овој градоначалникот овдека изминативе 4 години не лажеше дека ќе направи водовод, дека ќе направи канализација, но од ветеното ниту трага, ниту глас. Се завртал Заев, го земал мобилниот телефон во рака, почнал да врти директори, министри, соработници, да се расправа, проектанти и така половина час тие го гледаат замислено, го гледаат како се препелка те лево, те десно и после половина час спушта слушалицата и вели: готово, првиот проблем е решен. Кој е сега вториот проблем кој што сакате да ви го решите? Па вика, вториот проблем е, бидејќи е 21 век, сите веќе имаат мобилна комуникација, само наша во општина остана одсечена, нема мрежа за мобилни телефони. Па ако може да обезбедите да има мобилна мрежа за нашите телефони.